Почитувани колеги пратеници, почитуван председател, почитувани представници. Денеска пред нас законот за финансиски друштва. Пред да започнеме со расправата, остри критики за начинот на кој што се третираат законите овде во законодавниот дом, остри критики за тоа како се закажуваат седниците. Почитуван председателе, еве го со мене е деловникот на Собранието на Република Македонија, еден деловник кој што треба да ве обврзува вас во работењето, и ако го погледнете членот 120, ставот 4, поканата за седница со предлог на дневен ред и материјалите што ќе се разгледуваат на седницата, председателот на работното тело, тоа сте вие, им ги доставува на членовите на работното тело по правило 5 дена пред денот на одржување на седницата. 5 дена пред денот на одржување на седницата. Во интерес на јавноста и материјалите и поканата ги добивме вчера околу 15 часот. Неодговорен однос кон Собранието, неодговорен однос кон граѓаните, затоа што ова прашање, односно прашањето за финансиските друштва, како ќе бидат тие регулирани, ги засега сите. Тоа е првиот проблем, дека не се постапува според деловникот и не се почитуваат роковите кои што се предвидени со деловникот. Вториот аспект е тоа што воопшто ова законско решение се наоѓа на Комисијата за европски прашања. Некој ќе треба да сноси одговорност затоа што ги подпишува кореспондентните табели со кои што се предвидува дека ова законско решение се усогласува со регулативата на Европската Унија и дека се врши транспонирање. Што е апсолутно неточно и тоа го говоревме во повеќе наврати. Станува збор за усогласување со закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, односно закон со кој што директивите се веќе транспонирани во нашето законодавство, значи станува збор за хоризонтално усогласување со наши закони, закони кои што се дел од нашиот правен систем, и затоа местото не му е на Комисијата за европски прашања. По оваа логика, секој еден закон кој што ќе има аспекти на дигитализација во себе, а рековме дека е 21 век и треба да станува збор се почесто и почесто за процесот на дигитализација, значи секој едно законско решение ќе треба да се наоѓа токму овде на Комисијата за европски прашања. Тоа е околу делот на процедуралните забелешки и тоа како се однесуваме кон законите. Вториот дел ќе биде кон самата материја на она што го регулира овој предлог закон за финансиски друштва. Генералната оценка е добра, затоа што се обидува Министерството за финансии да даде некоја правна рамка да се регулираат, затоа што поради неповолните и лошите политики на оваа влада видовме екстремен раст токму кај овие финансиски друштва. Еве, ако земете за споредба, 2015 вкупниот број на брзи кредити кои што ги подигале нашите граѓани биле 14.000, значи 14.000 граѓани подигнале брзи кредити. Само за неколку години, последните податоци кои ги имам се од 2020 од Министерството за финансии можат да ни ги дадат и најновите податоци од 2022. Меѓутоа, еве 2020 124.000 физички лица зеле вакви брзи кредити, значи за 5 години имаме пораст од 760% кога станува збор за подигање на брзи кредити, односно тоа е резултат на немаштијата и сиромаштијата, и затоа граѓаните се спремни да плаќаат и енормно високи, енормно скапи трошоци само за да дојдат до одредена сума, за да можат да обезбедат одредена ликвидност. Бројот на друштва во 2015 од 10 се зголемува на 32 вакви друштва во 2021, денеска мислам дека се тоа 33 финансиски институции кои што даваат
кои што даваат вакви услуги за брзи кредити. На истражувањата кои што ги прават новинарите, ќе видиме дека за еден кредит од 30.000 денари трошоците се движат на годишно ниво од 7.800 до 38.000 денари, зависно од кое финансиско друштво станува збор. Сето ова е резултат на тоа што државата, односно Министерството за финансии во претходниот период не успеало да даде квалитетна правна рамка за да може да се ограничи нивното делување. Ние, исто како колегата Бојан, најавуваме одредени амандмани со кои што ќе се обидеме да го подобриме законскиот текст. Ќе ви можам да најавам само во кој дел сметам дека има недостатоци. Овде сме, ако сакате на реплика, ако кажам нешто кое што сметате дека е регулирано на друг начин, ќе ве молам слободно да ме демантирате. Најпрвин, вие споменавте дека ќе се регулираат вкупните трошоци. И со овој закон во членот 19 став 1, финансиското друштво не смее да склучи договор за потрошувачки кредит ако со договорот или поврзани услуги утврден надоместок или повеќе надоместоци кои не влегуваат во пресметката на годишната стапка на вкупни трошоци, а кои самостојно или во комбинација со било кој друг надоместок надминуваат или не може да надминат 60% од износот на одобрениот кредит. Ке кажете во овој предлог на законски текст. Дополнително во членот 1 ставот 4 предвидувате дека ќе се применува Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити. Самиот термин кој што го користите во членот 19, самиот термин вкупни трошоци е термин кој што е извлечен од другиот закон, односно од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, и истиот е регулиран со глава 5 годишна стапка на вкупни трошоци, односно членот 20 пресметка на годишна стапка на вкупни трошоци, каде што е регулирано дека вкупните трошоци, односно годишната стапка на вкупните трошоци се пресметуваат според методологија пропишена од Советот на Народна банка на Република Македонија. И пишува: вкупните трошоци на кредит за потрошувачот треба да бидат определени со исклучок на трошоците што ги плаќа потрошувачот за непочитување на обврските од договор за кредит и други трошоци кој е должен да ги плати без разлика дали трансакцијата се врши во готово или на кредит, освен куповната цена за набавка на стоки и услуги. Додека во членот 19 е утврден надоместок или повеќе надоместоци кои не влегуваат во пресметката на годишната стапка на вкупни трошоци. Идејата и предлогот е следен. Ако веќе ги споменуваме вкупните трошоци, да се обидеме, да направиме поквалитетно решение во членот 19, затоа што споменувате годишни трошоци, а начинот на пресметка на годишни трошоци и тоа што представуваат годишните трошоци се наоѓа во целосно друг закон. Ако веќе донесуваме и имаме предлог на закон за финансиски друштва, во кој што ја регулираме висината на овој надоместок на 60%, односно годишната стапка на вкупните трошоци, сметам дека е најдобро да се најде во истиот закон. Нелогично е сега го донесуваме законот, а да се повикуваме на дефиниција која што потекнува од целосно друг закон. Министерството за финансии овде во овој дел требало да се обиде правно, технички, номотехнички да го изрази што представува пресметката на годишна стапка на вкупните трошоци, онака како што е предвиден со Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити. Се разбира, ако е пообемно регулирано во другиот закон, може да се повика и овде на другиот закон, како што истото тоа сте го направиле во членот 1 став 4. Понатаму, она што сметам дека треба да се направи дополнително.
Во самиот предлог на закон за финансиски друштва треба да определиме термин кој што ќе се зафаќа и ќе ја регулира така наречената, не знам како да ја формулирам, меѓутоа би рекол автентикација. Затоа што финансиските друштва се задолжени да го спроведуваат одредбите од Законот за лични податоци, кој што ги обврзува самите финансиски друштва како еден вид, би рекол, контролори кои што според Законот за лични податоци собираат и обработуваат лични податоци. Парадоксално е од закон кој што ги регулира финансиските друштва да немаме ниту една одредба во која што се споменува начинот на автентикација, односно на собирање на тие лични податоци, кога знаете дека во јавноста се појавуваат најразлични приказки и сведоштва во кои што, например, последниот случај, мајка се жалела дека нејзиниот син ја злоупотребил личната карта за да земе брз кредит излегувајќи од одредена кладилница. Јас разбирам дека можеби Министерството за финансии смета дека тоа е регулирано со Законот за заштита на лични податоци. Меѓутоа, истото треба да биде инкорпорирано и во Законот за финансиски друштва, треба да се направи разлика како ќе се обработуваат и како ќе се чуваат податоците, личните податоци според овој закон. Она што сметаме дека треба да се направи разлика помеѓу чување на лични податоци и профилирање за одобрување на кредит и чување на лични податоци за директен маркетинг. Затоа што знаете во јавноста и е добро познато дека финансиските друштва, податоците кои што ги добиваат од кредитобарателите, односно од физичките лица кои што бараат кредит, ги чуваат и потоа им се јавуваат на телефон и им нудат нови кредитни линии. Кое е правото на подносителот на барањето да побара бришење од базите на податоци? Јас знам дека тоа е предвидено со Законот за заштита на лични податоци, меѓутоа многу ќе е поразлично кога ќе го предвидеме со Законот за финансиски друштва, затоа што финансиските друштва при склучување на договорите немаат обврска согласно Законот за заштита на лични податоци да ги информираат кредитобарателите дека тие имаат право да бидат заборавени и да бидат избришани од базата на податоци. Прашајте било кој корисник на вакви брзи кредити, ќе видите дека и тие и нивните блиски за кои што се барани доверливи информации, каде работат, што работат, кои работни обврски ги извршуваат. И сите тие финансиските друштва ги чуваат не само за целта на профилирање за одобрување на кредитот, туку ги чуваат и за директен маркетинг. Се надевам дека се разбираме. Сметам дека треба да имаме посебен член кој што се однесува на автентикација. Уште една работа кога станува збор за проверка. Реков дека во членот 1 став 4 се повикува дека при овој закон ќе се применува Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити. Во членот 8 од Законот за потрошувачки кредити, во членот 8, обврска за процена на кредитна способност на потрошувачот. Јас знам дека во пракса финансиските друштва ја проверуваат кредитната изложеност кај кредитното биро. Меѓутоа, каде во законот е тоа пропишано? Еве го членот 8. Пред склучување на договорот за потрошувачки кредит, кредиторот мора да ја процени кредитната способност на потрошувачот врз основа на доволно информации добиени од страна на потрошувачот или ако е потребно од релевантна база на податоци. Или ако е потребно од релевантна база на податоци. Од она што можам да го видам, финансиското друштво нема јасна и изречна императивна норма со кој што се упатува да ја проверува кредитната изложеност. Ако тоа е во некој член кој што сме го превиделе, слободно на реплика да ми покажете. Меѓутоа, ако обврската да се провери кредитната изложеност е во членот 8, каде што стои или ако е потребно од релевантна база на податоци, тоа мораме да го промениме. И затоа, зошто ви го кажувам ова? Затоа што
на Комисијата за европски прашања. И ние денеска не можеме да направиме никакви промени во Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити. Ме разбирате зошто сметам дека не е доволно добар текстот. Затоа што имаме текст Закон за финансиски друштва, кој што се повикува на друг закон, кој што на нас не ги врзува рацете. Ние не можеме, ниту вие од мнозинството, ниту опозицијата, никој не може да предложи амандман на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити. И затоа сметам дека не е до крај искрен, не се искрени намерите. Не се до крај искрени, затоа што годишната стапка за вкупни трошоци ја предвидуваме во членот 19, а самата дефиниција за годишна стапка за вкупни трошоци се наоѓа во закон, кој што сега замислите се наоѓа надвор од нашата во момент юрисдикција, би рекол, односно не можеме да имаме никаква интервенција затоа што станува збор за друг закон. Затоа сметам дека дефиницијата за годишна стапка на вкупни трошоци согласно Законот за финансиски друштва треба да биде предвидено во овој закон. Тоа се генерално моите ставови. Треба да се направи добра анализа, затоа што добра анализа за овие трошоци, затоа што уште еднаш ќе кажам, недостатокот на регулатива допринесе во државата Македонија за кредит од 30.000 денари според истражувањата, од годишен надомест од 7.800 денари до 38.000 денари. За тоа е виновна пред се владата. Ние можеме да ги обвинуваме оние кои што се однесуваат лихварски и буквално ги дерат граѓаните. Меѓутоа, главен виновник е владата затоа што тоа не го регулирала на време. И сега, кога ќе дојде ред да се регулира повторно, добиваме покани за седници во 5 за 12, повторно се повикуваат на одредби од закони кои што не можеме да интервенираме во нив. Затоа делумно се сомневам во честните намери. Меѓутоа, ако ги погледнеме добивките, 7 најголеми финансиски друштва во 2018 бележат загуби, во 2019 имаат добивка од 3,1 милион евра, 2020 имаат добивка од 3,3 милиони евра, што значи дека е доволно доходовен овој бизнис, доволно приходи и создаваат, имале приходи од 23 милиони евра и затоа сметам дека Министерството за финансии, па и ние како законодавен дом, слободно можеме да ги ограничиме давачките и каматите кои што ги пресметуваат за на крајот на денот овие финансиски друштва да не бидат озаконети лихвари во државата, само затоа што владата се прави дека не гледа, не слуша ништо што е зло. Нели овде сме само да рекламираме некои измислени, исто како што беа невидливите 1300 километри. Затоа да се обидеме да направиме сериозни реформи и она што е регулирано во други закони, соодветно да биде третирано и соодветно да биде обработено и во Законот за финансиски друштва. Ви благодарам. Ви благодарам, господин Левков. Следен за збор е